Во моментов над 6050 луѓе работат во технолошко-индустријските развојни зони и до крајот на годинава таа бројка ќе достигне речиси 7500, но само овие компании кои во моментот или се функционални или ги завршуваат своите проекти, во моментот на реализирање на нивните инвестиции треба да достигнат една бројка од над 16.000 вработени, што е многу голема бројка земајќи во обзир популацијата на Република Македонија. Но се поважна активност ние гледаме дека е соработка со домашните компании. На кој начин регионално, започнувајќи со адвокатски компании, градежни, архитектонски фирми, сето она што значи логистика, кетеринг, било какви услуги кои се потребни за компаниите, но се повеќе и повеќе компании кои може да испорачуваат репроматеријали или компоненти кои се поврзани со производствениот процес, бидејќи на тој начин се мултиплицира ефектот на сите овие глобални компании кои доаѓаат во Македонија, бидејќи голем број на мали и средни домашни компании имаат начин да ги зголемат не само своите продажби, туку и својата конкурентност, бидејќи ако влезат во ланец на добавувачи на некои од овие мултинационални компании, им се отвара еден огромен хоризонт, не само за извоз во Македонија, туку и во регионот, но и пошироко. Може да извезуваат било каде во Источна Европа, дури во Западна Европа. И дури планираме во следниот период да направиме така наречен Supplier Day, каде што доаѓаат големи мултинационални компании, без разлика дали се локално веќе инвеститори или не, но да бараат можности за домашни компании да испорачуваат некој вид на производи за нив. Така да директно бенефицијата од овие зони е повеќе кратна. Нормално вработувањето како една од најголемите историски болки на македонската економија е најважна за граѓаните, но има и некои други бенефиции, пред се пренесувањето на знаење и вештини, така наречениот ноу-хау. Бидејќи без разлика на колку факултети и каде студирате или нешто научите, сепак она што е пракса и применување на западни напредни стандарди на производство, на менеджмент, нешто тоа е што се учи само директно во пракса и во работа. И тогаш се креираат кадри кои потоа може да бидат многу мобилни и да помогнат и на други компании.